Во време на големи пожари и неколку децениски голем дефицит на професионални пожарникари, единствениот Центар за едукација и заштита од пожари во Македонија и поширокиот регион Пегас од Битола, некој намерно сака да го стави на спореден колосек. Ова институција, без денар вложени средства од државата, со странска донација и собствени средства, со врвни инструктори обучени во Англија и Франција, како и неколку универзитетски професори, за 9 години обучи и сертифицира 7 генерации професионални пожарникари или вкупно 140 лица. Есеноска, тие пред надлежните понудија нова верификациона програма за наредниот 3-годишен циклус, меѓутоа, од јавната установа Центар за образование на возрастни во Скопје наидоа на 7-месечен административен молк. Не е ништо друго него начин за како ние едноставно да замолчиме и ние, односно да престанеме со работа, да не ништо. Зошто? Едноставно, суетата, очигледно суетата на луѓето кои што ја водат пожарникарството во Македонија, а на жалост ја водат, да не изразам некој погруз збор, значи луѓе кои што многу малци ја познаваат проблематиката во пожарникарството, гледатера на то, ние едноставно сега за овие 6 месеци да стагнираме. Со тоа што стагнираме, ни се најавија од јануари до сега едно 20 кандидати кои што сака исклучиво да идат кај нас на обука, затоа што знаат што ќе им дадат инструкторите и професорите. Од овде професорите не се обично, сите се магистри, доктори за заштита и спасување и заштита од пожари. На овој начин сивите еминенции заинтересирани да наштетат новој центар имаат цел финансиски да го уништат, со што ќе се создаде уште поголем дефицит од професионални пожарникари. Дефицитот со необучувањето на пожарникарите, секој од командирите во сите територијални противпожарни единици во Македонија си го знаат. Затоа што не може да се бори со огонот ако он не е обучен. А како се обучуваат? Никако. Бројка. До сега сме обучиле 140 кандидати, а на ниво на Македонија, тоа е 1/5 од купната бројка. Во Македонија во моментов има 700 професионални пожарникари, а законскиот минимум според Законот за заштита и спасување 1450 лица, дека опасностите од големи штети и можни жртви се големи, а како подкрепа е и фактот што за последниве 2 години само во Битола имало над 450 пожари, вели магистер Поповски, досегашен командир на противпожарната единица во Битола. Помошта во едукација и опрема добиени од Англија, Франција и Шведска за Пегас е факт дека Европа ја препознала потребата за тукашна поддршка, но кадрите на ДУИ кои раководат со Центарот за образование не умеат, а можеби имаат и други намери.